Почитувани гледачи, добар ден. Ве поздравувам од студиото на ТВ Нова и ви го најавувам гостинот за ова неделно попладне. Во ова издание на Недела во 2 имам чест да му посакам добре дојде на Игор Дурловски. Македонски оперски пејач, директор на Македонската опера и балет, еден од промоторите на протестите за заедничка Македонија. Ви благодарам на поканата, чест ми е да видам вашите студија. Емисијава почнуваме со делот Травијата, не случајно. Разбрав дека наскоро подготвувате премиера на оваа изведба и во Македонската опера и балет. Да, точно. На 9 мај, на отварањето на мајските оперски вечери, ќе ја представиме новата продукција на Травијата во режија на една од подобрите, една од најдобрите моментално германски режисерки, млади режисерки, тоа е режисерката Верена Штојбер. Значи, правиме една поинаква Травијата, една модерна, квалитетен производ, ветувам на публиката дека тоа ќе биде најверојатно најубавиот оперски продукт кој што излегол од Македонската опера и балет. Игор Дурловски, публиката те познава и во поинакво светло. Конкретно мислам сега на физичкиот изглед, без брада. Дали е ова менување на имиджот од уметнички или пак од оние други причини? Дали маестрото со светска слава се претвора во локален македонски војвода? Не. Имиджот е нешто што е врзано и за кариерата. Значи, ако понекогаш, ако играм улоги на... конкретно, играм во улогата на Тимур во Турандот, каде што имам потреба да треба да имам брада, тогаш ми е многу поедноставно отколку да лепам вештачка брада. Е поедноставно и за моите колеги од шминкерна, е пубаво и за мене, така да имиджот кој што го гледате сега не е заради војводата Игор, туку заради Турандот, односно Игор заради Турандот. обврските, да. Патриот, менаџер, уметник, сопруг на оперска пејачка и татко на 3 деца. Во која улога се снаоѓате најдобро? Па се трудам во сите паралелно. Јас знам дека во моментов најмногу пати улогата на родител и сопруг најверојатно, затоа што многу малку можам да се посветам на обврските, на родителските обврски и обврските како сопружник. Меѓутоа ситуацијата е таква, верувам во тоа што го работам, верувам во тоа што го правам. Јас сум само убеден дека во најскоро време работите ќе се свртат на позитивно за сите нас, за целата држава и дека сите ќе можеме мирно после работното време да се одиме дома и да бидеме дел од фамилијата како што сме били и претходно. И кога човек со повеќе животни улоги се труди на сите да не потфрли и да ги одигра најдобро што умее и може, треба веројатно да биде воден и мотивиран од некоја животна цел. Која е вашата мисија? Мојата мисија сум кажал и претходно. Едноставно, јас во мојата кариера и во мојот живот генерално, и во приватниот живот, сум оставал интуицијата да ме води. Во конкретниот случај исто така интуицијата ми кажува, односно ми кажуваше дека треба нешто да направам, а тоа што моментално го правам на сите полиња кои што ги спомнавте, сум убеден дека е вистинското и тоа е нешто што ме води, вистината. Маестро со светска слава Игор Дурловски, што е она што го натера човекот кој има отворена покана за сите оперски светски сцени да се врати и да биде секојдневно на протестите за заедничка Македонија? Почитувани гледачи, останете на ТВ Нова, се враќаме веднаш по рекламите. Мојата кариера не зависи од директорската фотелја. Сум имал и се уште имам повеќе ангажмани во странство отколку што можам физички да прифатам. Штутгарт, Макао, Москва, Рим, Виена, Лајпциг, Линц, Токио и многу други. Само што откажав ангажман во Палермо, Токио и Осака овој месец за да бидам со моите сограѓани во овие пресудни моменти, а еден мој ангажман во странство е еднаков на 2 годишни директорски плати. Повелете, пукајте во наводници, да живее Македонија, ПС се гледаме пред влада. Ова е еден од последните постови на Игор Дурловски, минатиот, во март. Постиран, како објаснување за пошироката публика, за вашите фанови, за сите кои ги ценат вашите уметнички достигнувања, но се збунија кога ве видоа во она друга улога. Да, точно така. Имаше дел од моите Facebook пријатели, дел од фановите, дел од луѓето кои што ме познаваат, кои што беа изненадени од мојата постапка. Повеќето сум сигурен дека позитивно, дел од нив негативно. Имаше и луѓе кои што воопшто не ги познам, кои што коментираа на моите претходни статуси. И целта на тој пост беше да покажам дека
тукањето од типот дека некој брани директорска фотелја или брани став заради туѓи интереси или идеи е погрешна, затоа што не само што еден мој ангажман во странство е можеби 2 годишни директорски плати, туку и самата разлика во мојата солистичка плата од платата на генерален директор не е голема и не е значителна, за да е нешто што мене би ме натерало да одам на протести, односно да го правам тоа што во моментов го правам. Напишав и на некои други постои дека тоа што во моментот сите ние го правиме, кои што излегуваат на улиците низ Македонија, не се купува со никакви пари. Меѓутоа, најверојатно го пишуваат луѓе, тие што напаѓаат се луѓе кои што можеби би можеле да бидат купени и тргнуваат од себе. Јас повторно ќе кажам дека Македонија се брани, односно идејата за Македонија се брани само со идеологија, не може на ниеден начин да ве купат. Секако верувам дека луѓето ќе продолжат и понатаму да плукаат. Едни плукаат заради директорска фотелја, други плукаат, деградираат, односно сакаат да ве омаловажат, односно да го омаловажат тоа што до сега сте го направиле. И тоа е нивно можеби и легитимно право. Секој може да напише, може да каже во држава што сака, никој не поминува. Не можам да кажем посебно на Facebook или на Twitter дека некој би требало да биде казнет заради тоа. Секој го кажува собственото мислење. Јас не се ни трудам да ги бришам коментарите во кои што има плукања, има невистини. Би сакал да оставам луѓето да гледаат кој како мисли, како размислува. Секој има право на свое мислење, меѓутоа исто така барам и моето право на избор, на мислење, па макар било и политичка определба, што кај мене не е случајот, би требало да се почитува. Добро, рековте во претходниот одговор на прашањето дека честопати во животот, во различни моменти сте се подпирале на интуицијата и врз база на тоа сте донесувале одлуки и професионални и приватни. За многумина овде во Македонија е збунувачко. Разберете ги луѓето, 3 години живееме во ситуација на пролонгирана, континуирана политичка криза, на некоја неизвестност. И многумина се прашуваат зошто Игор Дурловски, пејач со светски можности, со светска слава, кој во 1977 се родил во Битола, поминал 15 години во странство, од кои 10 години во Германија и 5 години во Австрија, во Виена, би се вратил во Македонија и би бил еден од промоторите. Значи, вие не го поддржавте протестот, туку сте еден од оние кои се на првиот, во првиот фронт, на првата линија. Знаете како? Која е таа интуиција? Што ви рече интуицијата? Зошто се активиравте во таа? Работите се врзани едно покрај друго, можеби не зависат едно од друго. Сплетот на околности довеле до вакво крешендо, можеби, но првата интуиција беше дека после 15 години живеење и работа во странство е веќе време да се вратиме назад, затоа што финансиски можеме да си дозволиме да имаме пристоен живот во Македонија, со тоа што сме работеле веќе долг период во странство, уметнички и професионално сме се изградиле како личности и како професионалци, со тоа што и двајцата со сопругата сме оперски пејачи, ни дозволува исто така да нашите контакти со тие театри не ги изгубиме, напротив, ние тие контакти ги негуваме. Одлучивме дека базата, односно живеалиштето да биде во Македонија, во Скопје, а на некој начин да гостуваме по неколку пати годишно во странство, кога би сакале професионално да се исполниме со тоа што ќе настапуваме со колеги со кои што и до сега сме настапувале, и плюс тоа тој финансиски некој надоместок, кој што секако за секое семејство, односно за секое е важно. Значи, ако финансиски можете да живеете комотно во една држава како што е Македонија, навистина мислам дека немате подобро место за живење од тоа да живеете дома, покрај своите, покрај пријателите, покрај родителите, покрај роднините. Така, тоа е едниот сегмент. Вториот сегмент е која е таа интуиција што ви кажа дека државата, нацијата, идентитетот, јазикот, нешто е загрозено и ве повика да застанете во првите на првата линија во одбрана. Па јас верувам дека можеби е чиста случајно што јас сум дел од првата линија, меѓутоа секој што ќе го прашате кој што доаѓа на протестите, тоа се многу луѓе гледат и сами, ќе каже дека чувството на загрозеност кога во сопствената држава
немате право да прво да покажете најобично патриотско чувство, а да не бидете етикетиран како националист, како човек кој што има нешто против малцинствата, кој што има против сограѓаните албанци. Јас морам да кажем, морам да нагласам дека сум растел, во Битола сум растел во средина која што била мешана. Сме растеле со колеги албанци, со другари албанци, турци, срби, македонци, власи и секогаш сме имале одлична дружба. Никогаш не било доведено во прашање дека е проблематично затоа што мојот сограѓанин, односно мојот другар албанец, имам. Секако, за жал, не се толку развиени како што биле порано заради средината, заради моето заминување во странство, меѓутоа од време на време на Facebook знаеме и да се допишеме со некој ден денеска во конкретнава ситуација. Не се сложуваме околу моите и нивните ставови, меѓутоа не значи тоа дека нема да седнеме и нема да разговараме околу одредени теми. Исто така во Македонска опера и балет, каде што сум генерален директор веќе година и пол, имам колеги албанци кои што ги почитувам, некои од нив и ми се многу драги пријатели, имам пријатели надвор од професијата и никогаш не сум бил човек кој што има против да му се даде нешто на сограѓаниот, права кои што им следуваат или права кои што можеби и не му следуваат, а треба да му бидат дадени. Меѓутоа, во конкретниот случај, кога јас за прв пат ја прочитав таа, да ја кажеме, често зборува на тиранска платформа, јас бев запрепастен од неколку точки, кои што за мене, како обичен граѓанин на оваа држава, беа спорни. Почнувајќи од идентитетот, почнувајќи од продолжувајќи односно со работите кои што можеби на изглед на почеток не изгледаат така драматични, меѓутоа моментот на потпишување дека треба да потпишеме дека сме направиле и ние и останатите кои што биле пред 45-та во Македонија да потпишеме дека сме направиле геноцид, е исто така една работа која што многу ме загрижи. Делот на двојазичноста во цела Македонија, јас пак ќе кажам, јас не сум политиколог, не сум политичар, не сум човек кој што се разбира од тие работи, меѓутоа како граѓанин кој што размислува со здрав памет, кој што нема влијание нити од едната нити од другата страна, можам да оценам дека нештото не само што е погрешно, туку ја води државата во амбис. Тоа беше за мене пресудно да застанам, да бидам дел од организаторите на овие протести. Како менаџер се дообјаснивте во една пригода дека не само што немате ништо против нечии туѓи интереси, туку само си го браните своето и се дообјаснивте што сте направиле во вашата куса година и пол кариера како директор, како генерален менеджер на Македонската опера и балет. Во неговата 70 годишна историја за прв пат албанските деца имаат можност да следат представи на нивниот мајчин јазик. Публиката од албанска националност има можност да следи превод на оперските представи на својот мајчин јазик. Веб страната е преведена на албански јазик. Активно се залагате за вработување на стручни кадри од албанска националност. Активно соработувате со сродни институции и уметници од градовите со мнозинско албанско население, како и со Албанија и со Косово. И морам само да нагласам дека поголемиот дел од работиве не се работи кои што треба да се работат според закон. Едноставно, добра волја на раководството. Значи, според овие постапки се гледа дека моето чувство кон сограѓаните албанци не е дека сакам да ги дискриминирам, туку напротив, нешто што не им следува, куќата во која што ја раководам им го нуди. Тоа покажува дека навистина немам ништо против сограѓаните албанци. Напротив, сакам да имаме соживот, сакам да живееме заедно, меѓутоа би сакал тоа што е мое да не биде загрозено. И затоа велите во прогласот, кој го најавувате како 4-ти Илинден. Оние протести кои започнаа пред, речи си, 40 дена? Да, 30 дена, да, 40 дена. Не за федерализација на Македонија, не за тиранската платформа, да за заедничка Македонија. Тоа е повикот, приклучи се и 4-тиот Илинден, нешто што често може да се прочита на вашиот Facebook профил како повик. Една моја поискусна колешка, повозрасна, ви напиша колумна, ја посвети на вам, кога ве видовме во првите редови на организаторите за заедничка Македонија на протестите, и ви порача сите што мислат дека нешто бранат, треба да си одговорат на неколку прашања, добро да размислат, кого бранат, од што бранат и со какви средства.
Имаше и некако вид на предупредување дека ако работите излезат од контрола, кој ќе ја сноси одговорност, имајќи во предвид на она мултиетничка шаренило на нашата земја. Знаете, Имате ли предвид сите овие моменти? Ги читате ли тие предупредувања? ги читам, да, дел од нив ги читам. Да, Какви се вашите размисли во однос на ова? Од една страна сум изненаден што сите тие колеги кои што почна да пишуваат за мене, се обидуваат на некој начин во нивните колумни, значи веќе имаше неколку колумни од ваши колеги кои што имаат спротиставено мислење од моето, а можеби и од вашето. Прво се трудат во еден дел од нивната колумна, дури се направени, кога ги анализирав, дури се направени како по некој урнек. Прво се трудат да ве деградираат, односно да ме деградираат, да го деградираат мојот труд, дека, не знам, ако сум пеел, зошто не сум пеел се уште во странство, а тоа не е вистина, се уште пеам во странство. Еве, следниот септември имам гостување во операта во Хонг Конг, изведувам операта Ида, чисто за луѓето кои што се грижат дали јас мојата кариера ја продолжувам и понатаму во странство или не, јас пеам во странство, значи на еден начин се трудат да го деградираат тоа што сум го направил до сега, односно го правам сега на професионален план, а вториот дел од нивните колумни е дел кој што би требало да делува како некој благ притисок, односно мало застрашување, што го викате вие. Од една страна дека треба да сносиме одговорност ако се случи нешто, нормално секој организатор би требало да сноси одговорност, иако при маса на луѓе немате контрола на целата ситуација. Меѓутоа ние сме свесни за тоа и јас сум убеден дека луѓето кои што доаѓаат, иако бевме на почеток представени како пијаници, како наркомани, како луѓе кои што се насилни, кои што имаат нешто против албанците, односно против сите останати, кои што не имаат исто мислење, јас тврдам дека сите 40 и кусур дена помина 40 дена помина во најмирна, најубава атмосфера, луѓето доаѓаат позитивни. Беше достоинствено. Факт е дека досега протестите се мирни и достоинствени. Точно така. Тие одат на поинаква имаше и неколку обиди од останати колеги да кажат дека протестите се поинакви, меѓутоа повторно ќе нагласам дека се трудат да покажат нешто што го нема кај нас. Уште еднаш ќе повторам, во вториот дел од колумните прават благ притисок, повеќе колеги, дали да заплашат, дали да направат притисок да се повлече, меѓутоа како и да е, во тоа и самите гледате дека не успеаваат, затоа што ако имате една идеја би требало да ја почнете од почеток и да ја завршите. Кога ние ќе завршиме, кога ќе почувствуваме дека сме успеале да го одбраниме тоа што го правиме во моментот, ќе се повлече. До тогаш нема потреба од страв и јавно кажувам дека до крајот, додека не успееме во целта, нема да престанеме. Кога би направиле паралела на животот во Европа и она што го живееме ние тука, во однос на политичките и општествени случувања, што е она што како искуство го научивте и можете да го примените тука? Еве, во однос на прашање демократијата во мешањето на една држава во внатрешните работи на друга држава. Знаете како, можеби, јас живеев како што кажавте, последните 10 години во Германија. Мешањето на една држава во друга држава е можеби релативна работа. Кај нас има држави кои што се мешаат, претпоставам, односно сум сигурен дека се мешаат и во внатрешно-политичките состојби на државата, меѓутоа и држава како Германија, која што е економски джин, која што е на некој начин и не само една од најголемите економии, туку можеби една од најмоќните држави во светот, се соочуваше со скандал од типот на прислушкување од Америка, така да не верувам дека нити во германската политика не се меша америчката политика и не верувам дека има држава која што е имуна на тоа. За демократските процеси исто така, како држава не знам колку заостануваме, меѓутоа сметам дека сме едно општество кое што на некој начин можеби поздраво размислува и од германското општество. Ако ништо друго, можеби семејните човековите вредности се на едно поинакво ниво и верувам дека нема да се доведеме во ситуација тоа да го изгубиме. Тоа е предноста која што имаме пред западноевропските демократи. Збор, страв, лага се три клучни збора во еден ваш подолг надпис во кој ги објаснувате вашите мотиви за овој општествен ангажман. И трите збора се напишани со големи букви. Во
тој надпис повикувате на поголема масовност на протестите, а поентата дека е зборот најсилно оружје, а дека на сите нам во Македонија најмногу ни треба помирување и простување. Точно, па знаете како. Јас имам веќе се гледа јазот помеѓу моите пријатели кои што ги имам, каков бил односот до сега, каков е од сега. Јас тоа лично не сум го почувствувал затоа што до пред 40 дена јас не сум завзел никогаш нити политички став, нити во некој мој пост, нити во некој мој интервју, нити пак во друштво со пријатели. Се трудев да бидам изолиран од политика затоа што не се чувствувам комотен, не е моја тема. Меѓутоа, после оваа ситуација почувствував дека не можем да кажем дека луѓето кои што немаат ист став како мојот се дистанцираат од мене, меѓутоа дека имаат поинаков настап према мене. Имам чувство дека и верувам дека сите останати во Македонија дека таа поделеност меѓу партиска, меѓу етничка е страшна. Повикувам на заедништво, на помирување, затоа што сите ние би требало да се бориме за една цел. Во моментов, според мене, најважно е државата да ја сочуваме таква каква што е, а понатаму сите заедно да градиме општество кое што, ако луѓето сметаат дека до сега било погрешно, јас искрено мој личен став е дека дел од работите на оваа политика која што се водела во последниве 10-11 години е одлична, меѓутоа има исто така многу работи кои што би требало да се поправат. Во моментов сметам дека имаме нешто поважно, да ја зачуваме државата таква како што е, а после тоа сите заедно да се потрудиме да делуваме, да од една страна со ставови, со притисок, од друга страна претпоставам политичарите да не слушнат, да делуваат во тоа работите кои што не оделе или кои што според одреден број на луѓе не биле такви какви што ги замислувале, да се променат. Цитатот тој надпис: правда за сите, правда за нас што сме тука, правда за тие што не се со нас вечерва, а се со нас во срцата, но правда и за оние кои не се согласуваат со нас. Бидејќи само во општество кое е праведно за сите, секој од нас како индивидуалец може да ги оствари своите лични слободи, да ја почувствува светоста на семејството, да го живее секој миг од својот живот исполнет со надеж, надеж за подобро утре, надеж за спокојство, надеж за внатрешен мир. Точно. Јас сум сигурен и верувам во тоа дека повеќето луѓе кои што не излегуваат на протестите, односно кои што имаат поинаков став, имаат личен став и треба тоа да се почитува. Јас сум за тоа, имаше претходно имавме некои поинакви револуции пред година-две. Беше таа шарена револуција, за жал или за среќа во тој период не живее во Македонија. Бев се уште во странство и можев тоа само преку социјалните медиуми или преку медиумите кои што поретко ги пратев, македонските медиуми кои што поретко ги пратев во странство. Да, рековте дека дел од шарената револуција како идеја за вас била симпатична. Да. Ја оправдавте бунтовноста како позитивна карактеристика на еден народ и на, особено на една младост, на една генерација. Меѓутоа, начинот како тоа беше направено, според мене беше не само што беше погрешен, туку беше наградување на институциите. Точно, беше во тој момент не ја гледав агресијата кај луѓето. Јас пред некој ден имаше можност на Facebook, имаше некој постирано инсерти од таа шарена револуција, каде што можеше сега во моментов, кога ќе направам паралела меѓу нашите и тие протести, гледам каква агресија имаше во луѓето кои што го правеа тоа. Пак ќе нагласам, да, симпатично беше затоа што бунтовноста на младите е нешто што би требало да се почитува. И можеби политичките елити власта која што беше во тој момент, односно која што е се уште таму, можеби не обрнала доволно внимание на младите, да се потруди да истите тие кои што се бунтовни, да ги слушне и да види зашто се бунтуваат. Меѓутоа, во самата таа револуција, во самата шарена револуција, имаше многу работи кои што биле, кои што ги бара, а според моето убедување се погрешни. Посебно начинот на кој што беше направено тоа, со сквернавање на споменици, со сквернавање на градби, нешто што сметам дека е погрешно, нешто што на крајот на криштата сите од нашиот џеп. Каква е енергијата на овие протести на кои вие морам да ви признам дека првите неколку дена јас се чувствував исплашен. Нити е моја
нити некогаш сум учествувал на протести, нити сум бил човек кој што би сакал да оди во првите редови воопшто и приватно. Не сум човек кој што сака да се експонира. Првите неколку дена бев исплашен затоа што не бев сигурен дали моето чувство го имаат и моите сограѓани. Од ден на ден бројноста на граѓаните се зголемуваше и поддршката растеше. Мислам дека и останатите луѓе беа исплашени најмногу заради несигурноста. Несигурноста ви ствара страв. Меѓутоа, тврдам дека после првата недела луѓето кои што доаѓаат среќни и радосни си одат затоа што придонеле за моменталната ситуација. Значи, со самото присуство кажуваат дека имаат против нешто што е подпишано и направено и составено во странска држава, поддржано од странски премиер. Нешто што во секоја нормална држава би било осудено од народот кој што живее таму. А кај нас не е сторено. Како вие како Игор Дурловски го чувствувате патриотизмот? Што значи да се биде горд македонец, не само овде на протестите, туку и во странство кога настапувате? Јас верувам дека секој кој што заминал и живеел подолго надвор од Македонија, патриотизмот на некој начин го почувствувал повеќе отколку вообичаено. Заминувате на страна, имате носталгија према државата, према луѓето кои што ги знаете, луѓето кои што ви се блиски и тоа чувство на патриотизам се зголемува кога живеете во странство. Меѓутоа не е само тоа. Јас од дете сум бил воспитуван да си ја сакам татковината. Јас сум роден во време на бившата држава, меѓутоа татко ми ме заспивал со приспивни песни, да речеме, за комити, нешто што до сега не сум го кажал. Меѓутоа е нешто што најверојатно се добива од мали нозе. Патриотизмот не верувам дека се учи во школа, можеби на некој начин и самото општество, односно самото образование да ви помогне околу тоа да си ја сакате државата, меѓутоа мислам дека тоа првенствено се учи како е воспитано детето. Јас исто така се трудам на моите деца да им го пренесам тој здравиот патриотизам, да си ја сакате државата, да го почитувате сограѓанието околу вас, да почитувате различности исто така, меѓутоа да го цените и да го браните тоа што е ваше. Така и во таа смисла вашата национална црвена линија, односно патриотска црвена линија е прилично јасна и категорично исцртана во однос на оние прашања што го дефинираат нашиот национален идентитет. Дури и на ВМРО ДПМН, која во моментов е единствената партија која е против тиранската платформа, пред некој ден на Facebook и порачав, се осврнавте напишавте пост во кој велите ВМРО ДПМН би организирала референдум за името. Ако ви е полесно врската да ја префрлите на народот, можете и тиранската платформа да си ја ставите на гласање. Едноставно, со ова сакате да кажете дека за името не може да се преговара? Да, тоа е мој став. Што друго? Која е вашата црвена линија во однос на она што ве прави Игор Дурловски македонски патриот? Мојата црвена линија, прво сакам ова да го дообјаснам. Ова беше на мене, тоа не знам дали читат, меѓутоа имаше во самиот мој пост имаше и коментари од мои Facebook пријатели ВМРО-вци кои што на некој начин ме нападнаа дека сега после месец дена моето неискуство, моето политичко неискуство, затоа што сум месец дена само на протестите, не ми дава за право да ја критикувам партијата ВМРО ДПМН за тоа што го напишале во нивниот последен манифест. Односно, јас барем тоа го протолкував така, дека ВМРО ДПМН ќе остави на народот да одлучи преку референдум дали ќе има промена на името или не. Според мене тоа е некоректен однос и јас би сакал да размислам со моја глава, не би сакал да имам влијание нити од едни нити од други и затоа го напишав. Напишав дека едноставно ако ние сме на улиците 40 дена, односно во тој период бевме 30 дена на улиците, не би било фер да ако браниме национални интереси, не би било фер да се напише референдум, односно да се закажи референдум за промена на името, за целиот товар да биде префрлен на народот. Тоа сметам дека е некоректно од една политичка партија која што доби најголем број на гласови на последните парламентарни избори. Би требало
да не се, според мене, не би требало да се разговара за националните интереси. Меѓу другото за промена на името. Во она кога го објаснувате вашиот став кон овие протести денес и кон шарената револуција од минатата година, велите вака: мојата лична диоптрија на шарената револуција, освен уништувањето и насилството, ги гледа и одбира црвената и жолтата боја, боите на Македонија, на онаа Македонија која денес дознаваме дека некој сака да ја збрише како таква. Да ја направи монохроматска, да ги избледи боите кои се крв, црвена и сонце жолта. Крвта не знае за нација, сите имаме предци кои ги оставиле коските за денешнава слобода која ја ползуваме. Македонци, албанци, турци, роми, срби, хрвати и слично. Браќа по мака, браќа по судбина. Жолтата боја нека биде символ на сонцето која е еднакво за сите. Па Игор Дурловски, малку ми е тешко да го дообјасните кога стоите под жолто-црвеното знаме. И кога ја гледате, го ја чувствувате енергијата на протестите. Тоа ли е тоа патриотското? Како да ви кажем, тоа е чувство кое што не може да се опише со зборови. Јас морам да кажам дека сум голем љубител на македонското знаме. И пред протестите, и последниве неколку години, јас се сеќам дека пред 6 години имаше, мислам дека беше Европско првенство во Германија, и сите вадеа германски знамиња, имаа пластични дршки и ги ставаа знамињата на нивните возила. Тогаш во Македонија ги немаше, сега ги има истите тие знамиња, се продаваат и кај нас. И јас изедов германско знаме, 2 германски знамиња, едното го извадов, и кога бев во Македонија кажев на мајка ми да ми сошие македонско знаме и да го ставам македонското знаме, и морам да признам дека во Германија секогаш сум го возел возилот, моето возило со македонско и со германско знаме, а во Македонија исто ми се случило да возам со македонско и со германско знаме, посебно кога имало славје дали македонски или германски успеси. Јас исто така ќе кажам дека сум многу благодарен на германската држава дека сум имал можност првенствено да се дообразам таму, после тоа да работам во едни од најголемите театри во Германија и да ми биде пружена можност да живеам во држава во која што можам да се изградам како уметник на високо ниво. Германија чувствувам како втора држава и тоа го кажувам сега, може би делува како паднато од небо, меѓутоа би сакал да нагласам дека кога ќе направам паралела со моите сограѓани албанци, имам чувство дека поголемиот дел од нив Македонија не ја чувствуваат за своја. Посебно луѓето кои што символите на оваа држава не ги чувствуваат за свој. Нормално, не само што има исклучоци, има еден дел од граѓаните албанци кои што не се такви, меѓутоа тоа е нешто што ме прави несигурен во искреноста на нивните намери. Јас, човек кој што не е роден во Германија, имам чувство на припадност дека ако не се работи за Македонија како втора држава, еве да речеме од најбанална работа, која е кога Германија игра на Европско првенство или на Светско првенство, ако не игра и Македонија, по дефолт навивам за неа. Или имам посебни убави чувства кон таа држава, затоа што ми дала нешто, иако не сум роден таму, ми дала нешто, сум успел да се изградам како човек и на некој начин се трудам да ја вратам со мојата лојалност. Ке повторам, би сакал да се вратам назад на мојата поента, дека одреден дел од албанското население, тука од албанските сограѓани, не го имаат тоа чувство и посебно ми е крива заради тоа. Протестите ги поддржаа голем број на јавни личности од различни профили, струки, значи глумци, пејачи, спорт. И сите тие беа мета на критики и на напади, потоа, иако исто како вас, голем број од нив се финансиски не само независни, туку и доволно обезбедени за да можат тоа присуство на протестите да го оправдаат исклучиво со нивната интуиција или исклучиво со нивната национална свест и совест. Морам да признам дека голем дел од товарот ми падна кога и повеќе колеги уметници, спортисти и интелектуалци се вклучија на протестите, затоа што првите неколку дена бевме сами неколку души и цел товар, цел притисок беше насочен према нас. Еден пример ќе го издвојам како екстремен беше кога Кирил Лазаров напиша Facebook статус, читав дел од коментарите, имаше некои луѓе кои што го поддржуваа, некои луѓе кои што не го поддржуваа и не само што не го поддржуваа, туку плукаа по
по неговите постапки. Имаш еден коментар кој што за мене беше екстрема, ако Кирил Лазаров бил патриот, ќе се вратил назад во Македонија и ќе играл за Вардар, а не да се продаде за 50.000 евра. Мислам, тоа се небулози, тоа се работи кои што би требало на секој човек кој што баре малку размислува индивидуално и е свесен за нештата што ги прави, да свати дека еден човек како Кирил Лазаров, кој што е еден од најдобрите ракометари во свет, кој што финансиски верувам дека е згрижен да може комотно да си дозволи се што си сака, да го набедат дека за било каков финансиски надомест застанал на страната на Македонија. Тоа навистина здрав разум, односно мојот разум, кој што сметам дека е здрав, не може да го свати. Верувам дека и на поголемиот дел на граѓаните. И таквите состојби, односно ситуации кога поголем дел на интелектуалната елита и на спортската јавност и на уметниците се приклучија, ќе повторам, теретот за мене беше помал, односно бев многу посреќен затоа што не сум сам, односно не сме малку луѓето кои што си ја сакаат државата и сакаат да ги одбранат националните интереси на истата. Веројатно луѓето кои прошетале, кои имале можности да живеат надвор, имаат пошироко отворени очи или поголеми хоризонти, па веројатно полесно може да ги перцепираат работите од нас кои сме заробени овде во Македонија. Јас верувам и во тоа. Секој гледа од своето мало пенџерче и... Точно. Влијанието исто на другиот, на тој до вас е исто така многу важно. Луѓето кои што се излезени на страна немаат секојдневна ситуација кога некој ве бомбардира со одредени информации. Значи, кај нас се случувало да се зборува многу често за тоа браните криминалци, браните криминал, браните режим, браните... дури имам чувство дека и тоа е на некој начин оркестрирано, да, како народната поговорка, фатете го крадецот, за јас тука да успеам да украдам тоа што треба, додека сите останат и го бркаат крадецот. Значи, ние во моментов не зборуваме за криминал, не зборуваме за водење на лоша политика, зборуваме за национални интереси. Нешто што би требало да го засега секој македонец. Верувам, односно сум убеден, дека се поголем број ќе го сваќаат тоа. Јас можам да почувствувам и од моите статуси на Facebook, и од комуникацијата со моите колеги, дека до сега луѓе кои што или биле неутрални, или на некој начин биле поддржувачи на шарената револуција или на партијата која што се уште во опозиција на партијата СДС, дека пополека страмежливо некој ќе стави лайк на некој пост, некој ќе искоментира нешто и тоа ми дава за право дека имаме луѓе кои што се свесни и размислуваат дека првенствено се националните интереси, а после се останато. Јас верувам во тоа дека се поголем број на луѓе ќе се свестат и ќе излезат на улиците да не поддржат, затоа што поддршката ни е неопходна, без народот на улиците нема да успееме. Меѓутоа ние до сега во овие 40 на дена имавме неколку успеси. Кога имате народ на улиците, не верувам дека е така едноставно и на луѓето кои што се во парламентот, а сигурен сум дека и на емисарите кои што доаѓаат од страна, не им е така лесно да протнат политика, односно план, односно стратегија која што сакаат да ја спроведат. Да, велите, се поголем е бројот на оние кои разбираат, се буди националната свест, веројатно, и можеби ќе се појават и на протестите дел од нив. Па дел од нив има. Еден голем дел од нив. Јас морам да кажам дека со моето отсутство од државата последните 15 на години, поголем дел од луѓето не ги знам, меѓутоа дел од луѓето, не можам да кажам моите колеги, меѓутоа моите соборци, условно кажано, ми кажуваат дека дел од луѓето кои што доаѓале на шарена револуција, а и дел доаѓаат да се пријават, да кажат дека поддржувале една револуција, дека сега доаѓаат исто така да поддржуваат нешто, луѓе кои што имаат свест, имаат совест и имаат став. Значи, поддржувале во тој период нешто што сметале дека е правилно, меѓутоа, во одредена ситуација, сватиле дека има нешто што се случува сега, што е многу поважно, од што ни зависи понатамошното функционирање на државата, и доаѓаат и со нивното присуство даваат еден белег дека луѓе кои што имале поинакво сваќање доаѓаат денеска да протестираат заедно со нас
за нешто што е свето. Актерот Васил Зафирчев од ова столче минатата седмица во мојата емисија во 2, тоа го нарече нова ера во македонската национална свест, будење на македонската национална свест. Вие спомнавте дека голем број интелектуалци, јавни личности ги поддржуваат се помасовно протестите. Јас ќе си дозволам да ја цитирам почитуваната професорка Билјана Ванковска во врска со боите. Се надоврзувам на она што го зборувавте вие за црвено-жолтата. Во еден незин пост на Facebook. Се прашувам како стасавме дотаму да едните и другите не ги спојуваат макар двете бои на македонското знаме. Зарем од шаренилото, токму овие бои не требаа да бидат најмал заеднички именител. Сите сме граѓани на Македонија и сакаме да бидеме нејзи чинители, од нас да зависи, а не од партиските штабови и етнички уцени. И понатаму на крајот постот завршува со незиниот став дека сите партии треба да ја отфрлат заедно албанската платформа и тоа подитно. Таа е можеби пишувана во Скопје, ама е заверена во Тирана. Таа задира во сериозни прашања за кои не сакаме да дадеме легитимитет на една македонска партија и неколку албански. Професорката Ванковска е можеби и поупатена во велите дека како уметник, како музичар сте далеку од политиката, но интуитивно чувствувате дека некои национални прашања се загрозени. И дека ќе се обидете и ќе обстоите мирно, достоинствено, да си го одбраните она што е наши. Секако, мене ми е посебно драго што луѓе како професорката Ванковска, кои што сите може да прочитаат, односно да ги видат незините ставови, дека е човек кој што не припаѓа никаде. Ако на човек кој што не припаѓа никаде, добивате поддршка, макар и индиректна, јас не очекувам професорката Ванковска да дојде, иако ќе ми биде драго ако ја видам на дел од протестите. Со тоа што го напишала на Facebook, сум посебно среќен затоа што човек интелектуалец, неутрален, застанува на наша страна. Тоа ви дава исто така за право, односно ви дава ветер во грб дека сте на вистинскиот пат, односно дека остварувате идеја која што е вистинска. Професорката Виолета Ачковска ви порача: Игор, Господ ти дал ангелска дарба и срце да ја сакаш татковината. Малкумина тоа го имаат заедно. Затоа биди благословен. Своевидна поддршка од професорката историчарката Виолета Ачковска за она што го прави Игор Дурловски. Мене ми е многу драго кога добивам и такви коментари на Facebook. И пак ќе се повторам, само ви го подига моралот, такви коментари, односно такви ситуации ви го подигаат моралот, односно желбата да го остварите тоа што сте го замислиле. Почнавме со травијата, зборувавме доста за протестите. Во последниот дел од емисијата, покусата пауза за реклами, одиме повторно со она што го сочинува животот на Игор и на Ана Дурловски, операта. Се враќаме во студиото во разговор со господинот Игор Дурловски, македонски оперски пејач, директор на Македонската опера и балет и еден од промоторите на протестите за заедничка Македонија. Дурловски, тајно моја, мюзикл во чест на Тоше Проевски, каков е одзивот? Кога е следната изведба? Ние имавме веќе 3 распродадени представи. Следната изведба е на 19 април, 19, 20 и 21 април. Картите се веќе во продажба. Првата ни е скоро распродадена, остануваат втората и третата представа. Значи морам да кажам дека одзивот е одличен, иако имаше мали критики околу чинењето на картите. Да, цената на билетите, кога ги спомнавте веќе дека се распродадени, дел од представите и во однос на цената до мене допираат, сигурно и до вас како прв човек на Македонската опера и балет, забелешките дека билетите се прескапи. Знаете како имаме... една ваша читателка, односно не знам, дел од публиката, љубител на операта, ви пишала на Facebook дека го спорила настапот на Дейвид Гета. Вели поевтино е на концерт на светска звезда да се отиде отколку на премиера на Македонската опера и балет. Разликата меѓу Дейвид Гета и Македонска опера и балет е прво тоа што Дейвид Гета најверојатно оди или на стадион или на отворени простори каде што има повеќе од 2, 3, 5, 10, 50 илјади гледачи. Тоа е едната работа, ние сме ограничени, имаме 700 седишта. И другата работа е што во самиот проект, тајно моја, имаме ангажирано преку 15 актери, пејачи, имаме сценографија, имаме костими, тоа е проект кој што навистина е релативно скап. Како таков, како форма, како музичка форма, односно како жанр, мюзиклот е скапа играчка, да речем. Во споредба со
останатите, еве Дейвид може би да го тргнеме, може би и не е така соодветен за паралела. Останатите настани од типот на концерти од регионални звезди, нашите билети се од прилика на исто ниво. Беа првите 3 представи. Тоа се работеше за цена, зборуваме за цената на премиерата и останатите 2 представи. Сега цените се спуштени скоро за двојно помалку и за секоја институција како таква е важно да представата се распродава. Ако ние распродадовме 3 представи со скапи билети, тоа значи дека има интерес и значи дека одреден дел од публиката може да си го дозволи тоа. Втората фаза е кога ги продаваме представите по пониска цена. Нормално, тие што не можеле да си дозволат да купат билети за 1200 денари за време за премиерата, односно за 2 репризи, може да си купат за двојно помалку на следните представи. Така да, кога разговараме околу цените, јас мислам дека тоа што се продава, односно тоа што е реална ситуација во моментот, не е погрешно, затоа што штом се продава, тоа значи дека има интерес и има пазар. Минатата година, меѓу другите представи, премиери, што ги имаше Македонската опера и балет, го одбележа спектаклот на Клеопатра. Кој е најголемиот бум што го подготвувате за оваа 2017? За оваа 2017? Нешто во рамките на мајските оперски вечери? Во рамките на мајските оперски вечери е нештото што веќе го најавивме, тоа е операта Травијата. Пред неколку години беше поставена една продукција на Травијата, меѓутоа ова е многу поинаква, модерна, специфична, работи, како што нагласив на почеток, една од најдобрите режисерки од Германија, тоа е наша лична пријателка Верена Штојбер, која што првенствено заради нашето лично пријателство дојде да режира тука и сум убеден дека ќе направи ремек дел кај нас и морам да поканам публиката што поскоро да си купи карти за отварање на мајски оперски вечери, затоа што сум сигурен дека картите брзо ќе се распродадат. Имате ли други договорено веќе или предвидено гостување на странски оперски звезди или гостување на светски балети на сцената на Македонската опера? За прв пат после многу време, после од осамостојањето до денеска, не се случило да гостуваат комплетни ансамбли, освен инцидентно, на мајските оперски вечери. Ние се потрудивме годинава да неколку оперски куќи од регионот дојдат кај нас, почнувајќи од Сплитски балет, Загребска опера, зборуваме за Будимпештанска опера, дел од солистите на Будимпештанска опера, доаѓа приватна камерна опера од Киев, да продолжам Тиранска опера, апропо муабетите за претходно за нашата Тиранска соработка. платформа, сега има Тиранска опера, нешто убаво од Тирана. Да, доаѓаат со Мадам Батерфлеј, моите колеги, ние имаме одлична соработка, ние веќе гостувавме пред 10 месеци, ако не се лажам. Кога гостува Тиранската опера? Гостува, не се сеќам на датумот точно, мислам дека е 23 мај, меѓутоа за време на мајските оперски вечери, гостуваат со Мадам Батерфлеј, една одлична продукција која што ќе може да проследат гледачите на кои што се љубители на оперската уметност во Македонија. Меѓу другото имаме, да не заборавам уште некој настан, Пловдив доаѓа исто така со Лебедово езеро, односно Пловдивскиот оркестар. Така да имаме богата програма, имаме и гости солисти исто така. Вие лично најавивте дека наредната година гостувате наредниот септември гостувате во Хонг Конг. Сте настапувале досега како солист на многу државни опери, каде вие се чувствувате најкомотно? Па најкомотно Германија веројатно. Најкомотно ми е најверојатно Германија, посебно и заради ја немам бариерата на јазичната бариера, ако одите некаде на друго место треба да зборувате или да зборувате англиски, кој што не ми е на такво ниво како што ми е германскиот. Треба да зборувате или на англиски или треба да се снаоѓате па на некој друг јазик ако одите во земја која што е поекзотична. Последно сум бил во Макао, сега одам овој септември устари за неколку месеци. Одам во Хонг Конг, не е прилично е близко, културата е иста, така да морам да кажам дека најкомотно се чувствам тука во Македонија, следна дестинација каде што се чувствам како дома е Германија. Според Игор Дурловски, кој е ремек дело од светските оперски класици? Омилено дело? За мене нешто што е неостварена желба и што верувам дека еден ден ќе го изведам на некоја од сцените е Дон Кихот од Масне, а секако улогата на Дон Кихот ми е една од најумилените и би сакал да еден ден да ми се оствари. Вие сте глас, бас, тоа оперската
Критика го опишува како мистериозно, длабокиот, резонантен глас, мудар славјански тон, вистинско богатство за ушите на слушателите, вокален климакс, бас со драматични и лирски особености, кадифен глас. Како го негувате гласот? Не се трудам баш многу да го негувам, напротив, за жал, иако не делува педагошки, јас сум и професор на факултетот за музичка уметност, во последно време не го негувам многу гласот, меѓутоа имате и принципи, односно имате луѓе, карактери на гласови, на кои што им треба многу поголема дисциплина, има луѓе кои што им треба помала дисциплина. Јас сум или сакам да се тешам, или сум од вториве. Посебно последниот период, кога ги имам и обврските и како директор на МОБ, и сега останативе обврски, на улиците низ Скопје, односно низ Македонија, нема многу време да го негувам гласот, затоа што не знам дали знаете, меѓутоа треба секојдневно да се вежба, секојдневно треба да се работи. Но јас сум имал такви периоди во животот кога сум правел мала, да не кажам условно кажано, пауза од по неколку месеци, меѓутоа после тоа ви треба малку повеќе напор за да се вратите во форма, да работите на себе, да го негувате гласот за да продолжите. Аз за мојот следен настап во Аида во Хонг Конг имам доволно период за да се спремам и верувам дека ќе почнам со дисциплината, да ја вратам дисциплината која што во принцип ја имам, да го негувам гласот и да работам на себе за да се представам најдобро на моето следно. А кога се зборува за оперските пејачи тенори и кога би требало да изберете еден од Доминго Павароти или Карерас? Јас би го одбрал Кауфман. Тоа е еден четврт кој што моментално е можеби еден од најпопуларните. Тоа е германски тенор кој што прави светска кариера, а од тројцата тенори кои што веќе ги спомнавте, Павароти ми е број еден, иако за жал не е веќе меѓу нас. Игор Дурловски, освен оно што го работите, освен активноста на протестите за заедничка Македонија, реализиравте уште еден проект, кастинг талент шоу. Има ли Македонија доволно музички таленти? Да. После Тоше Проески, со кој заедно настапувавте, имавте заеднички настапи во неколку наврати. Да. На почеток на 2000 Да, после 2000 од 2000 до 2005 таму. Точно да, од 2000 до 2005 имавме неколку заеднички настапи, да. Од тогаш се чувствува празнина во однос на она што се нарекува македонска популарна музика, барем Јас сум убеден дека едно дете кое што беше учесник на тој кастинг талент шоу кој што претходно го спомнавте, има капацитет, има звезда да го достигне квалитетот, односно да ја достигне славата на Тоши. За тоа дете верувам дека ќе се зборува, не сакам да фаворизирам вака во интервју, меѓутоа во најскоро време сум сигурен дека ќе слушниме за него, а генерално Македонија има голем број на таленти, но за жал мислам дека естрадата, нешто што можеби не е мој домен за да го коментирам, е на релативно ниско ниво и мислам дека нема нити доволно луѓе кои што се трудат да направат звезди кај нас во Македонија, а капацитетот го имаме за тоа. И за пејачи, и за останатите уметности исто така. За крај последното прашање со еден цитат од Виктор Иго, рекол музиката го изразува она што не може да се каже, а е невозможно да се премолчи. Што е тоа што Игор Дурловски би го кажал преку музиката, не би можел да го каже поинаку, а истовремено не би можел да го премолчи? Прашањето е малку комплицирано. Ајде да го поедноставиме. За мене. Што не можете да премолчите? Па не можем да премолчам неправда. Многу е тешко можеби преку музика да искажам дека не можам да премолчам неправда, меѓутоа тоа е нешто што лага и неправда е нешто што мене барем ме вади од такт, иако се трудам да бидам стабилен во делувањето. Едноставно и самиот поттик за ова што денеска го правиме сите ние е според мене неправдата. Неправда е на еден народ кој што е тука, мирољубив, достоинствен, кој што на ниеден можен начин не покажал отпор. Агресија кон нешто туѓо. Агресија према нешто туѓо, да на таков начин му се враќа. Тоа е со еден збор неправда. Верувам дека успееме во тоа, да одбраниме тоа што
во моментов треба да се брани и се надевам дека во една следна прилика, во помирни времиња, ќе можеме да зборуваме само за уметноста, а не за политика, односно за работи кои што во моментов ни се случува, ние денеска ги дискутиравме. Игор Дурловски, македонскиот оперски пејач со кадифен глас, човекот челник на македонската опера и балет кој ќе се труди да донесе што е можно повеќе странски оперски звезди и светски балетски ансамбли на сцената на македонската опера и балет, и човек кој ќе остане на браникот на татковината преку протестите за заедничка Македонија. Ви благодарам многу за времето што го одвоивте за ова гостување во недела во 2. Ви посакувам многу здравје и успех. Ви благодарам.